Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Во согласност со ветувањето за транспарентност и отчетност пред граѓаните, дозволете ми на денешната пресконференција да ве информирам за она што го сработивме во Министерството за внатрешни работи во првите 100 дена. Следејќи и приоритетите на владата на Република Македонија и интересот на граѓаните, Министерството за внатрешни работи започна со спроведувањето на неопходните реформи од планот 369. Фокусот во имплементацијата на краткорочните мерки беа реформа на разузнавачките служби, борба против организираниот криминал и справување со проблемот со мигрантите. Истовремено, почитувајќи ги правата на граѓаните, а водени од нашите уставни и законски надлежности, Министерството своите активности ги насочи кон зајакнување на институционалните капацитети, враќање на демократските вредности и нивно доследно почитување, отворена соработка со граѓанското општество и заштита на правата на граѓаните. Политичката криза во Република Македонија започна со објавувањето на скандалот со прислушување. Масовната злоупотреба на системите за следење на комуникациите предизвикаа криза која сериозно го наруши угледот на безбедносните служби, но и се откри контролирано управување од еден центар на моќ. Во изминатиот период започната е реформа на системот за следење на комуникациите на начин што пред се ќе се гарантира независна и експертска контрола, која ќе се спроведе преку зајакнување на капацитетите за собраницки надзор, но и воспоставување на нови механизми на цивилна и експертска контрола. Со реформата се предвидува отстранување на посредничката улога на Управата за безбедност и контраразузнавање и елиминирање на секоја можна злоупотреба. Концептот на реформата е воден од препораките на групата на експерти предводена од Приве, а земени се предвид извештаите на релевантните меѓународни организации. Следен чекор е до крајот на годината да бидат поднесени предлозите на законските решенија со обврска во нивната изработка да се вклучат и представници на собранието, граѓанското општество и академската јавност. Во почетна фаза е и реформата на Управата за безбедност и контраразузнавање, преку која ќе се гарантира дека управата ќе го врати својот углед на професионална и реномирана служба. Основни цели на оваа реформа се професионализација, департизација и транспарентност. Министерството за внатрешни работи ги има предвид и глобалните закани и предизвици кои се закануваат на безбедноста. Па оттаму свесни за зголемената појава на тероризам, формиране Националниот комитет за спротивставување на насилниот екстремизам и радикализација која води кон тероризам, а со одлука на влада именуване се и Националниот координатор за спречување на тероризмот и насилниот радикализам и борба против тероризмот и неговите заменици. Република Македонија трпи сериозни критики за недоволната борба против организираниот криминал. Затоа оваа влада и Министерството преземаат конкретни мерки за вистинска борба. Започната е постапката за операционализација на Националниот координативен центар за борба против организираниот криминал. Тоа ќе значи дека за помалку од еден месец ќе започне со работа центарот во кој учество ќе земаат и Управата за финансиска полиција, Управа за јавни приходи, Управа за финансиско разузнавање, Царинска управа и јавното обвинителство. Номинирани се лицата, се обезбедува просторот и најдоцна за еден месец ќе почнеме со имплементација, односно работа целосна на овој центар. Овој центар ќе допринесе за ефикасно идентификување на криминалните групи кои делуваат на територија на Република Македонија или на меѓународно ниво. Ќе овозможи поддршка и координација на заедничките истраги, ќе придонесе за ефикасна и брза размена на информации помеѓу агенциите за спроведување на закон и ќе биде поддршка на меѓународни заеднички истражни тимови. Во овие 3 месеци започнавме и со реформа на Оделението за борба против корупцијата на Министерството за внатрешни работи. А се работи и на формирање на меѓуинституционалната работна група со цел јакнење на капацитетот и експертизата за спроведување на истраги и конфискација на имот на посистемска основа. На предлог на МВР, владата веќе усвои информација за потребата од изготвување на стратегија за јакнење на капацитетите за водење на финансиски истраги и конфискација на имот и во тек е формирање на работна група која треба да ги изготви Националната стратегија и акцијскиот план до крајот на 2017 година. Започната е постапката за склучување на договор за статус помеѓу владата на Република Македонија и Европската унија за акции спроведени од страна на Агенцијата за Европска, гранична и крајбрежна стража во Република Македонија. Преговорите се во тек,
Со овој договор ќе се утврди правната рамка на соработка помеѓу Европската Унија и Република Македонија со цел ефикасно спроведување на европско интегрирано гранично управување и зајакнување на оперативните капацитети на Република Македонија во справување и заштита на границите од евентуални нови предизвици. Во тек е формирање на специјална единица за борба против трговија со луѓе и криумчарење на мигранти, составена од представници од Основното јавно обвинителство за борба против организиран криминал и корупција и Министерството за внатрешни работи. Активностите се во тек, меѓутоа ќе завршат за многу скоро време. Исто така во тек е постапката околу повторно формирање на мобилни тимови за идентификација на жртви на трговија со луѓе, заедно со Министерството за труд и социјална политика и навладините организации. Во соработка со експерт од Европската Унија изработен е нов закон за азил и истиот е веќе доставен до Европската Унија на мислење. Исто така во завршна фаза е и текстот на Законот за странци усогласен со регулативите на Европската Унија. Министерството за внатрешни работи учествува во работната група за подготовка на Законот за заштита на сведоци и Законот за заштита на приватноста, кои се во надлежност на Министерство за правда. Текстот на предлог Законот за заштита на сведоци е подготвен. Дефиниран е моделот и правната рамка за воспоставување на надворешен независен механизам за надзор на работата на полицијата во соработка со Советот на Европа и Народниот правобранител. Овој модел предвидува формирање на посебно оделение во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, или така наречено обвинителство плюс, и формирање на посебна организациона единица кај Народниот правобранител на Република Македонија, како механизам на граѓанска контрола или така наречено оделение Омбудсман плюс или полициски омбудсман. Овој модел ќе биде одлична законска гаранција за независна контрола над работата на полицијата. Зајакнати се контролите и постапувањето на одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди. За овие 100 дена добиени се 189 представки поднесени од граѓани и правни лица кои алармираат на непрофесионално постапување на вработени во МВР. Вкупно 127 полициски службеници постапиле спротивно на правилата и прописите. Против 91 од нив е поведена постапка за утврдување на дисциплинска одговорност, од кои на 10 им е изречена мерка суспензија на работниот однос. Поднесени се 5 кривични пријави, 4 за злоупотреба на службената должност и 1 за несавесно работење во служба. Во соработка со невладиниот сектор и Народниот правобранител се решивме за елиминација на законска можност полицијата да употребува гумени куршуми и електрични парализатори. Она што сакам да го потенцирам е дека во изготвувањето на сите нови закони ја консултираме и ќе ја консултираме научната јавност со цел да добиеме што е можно поквалитетни решенија. Веќе договоривме поинтензивна соработка со Факултетот за безбедност, а очекуваме вклучување на што е можно повеќе експерти во сите овие процеси. Во изминалите 100 дена остварив неколку билатерални средби со колеги од пријателските држави, на кои договоривме конкретни начини на соработка. Се сретна висоголем број на амбасадори, на кои им ја представив мојата визија за тоа како треба да функционира Министерството за внатрешни работи. Од нив ја добив комплетната поддршка, а со неколку пријателски земји договорена и конкретна финансиска и друга помош, која ќе биде од голема полза за Министерството и за Република Македонија, бидејќи Министерството го затекнавме во многу лоша ситуација, особено на финансиски план и опременост со материјално-технички средства. Минатиот месец ја посетив Агенцијата за Европска Унија за обуки за спроведување на законот ЦЕПОЛ во Будимпешта. И таму подпишавме работен ангажман меѓу Министерство за внатрешни работи на Република Македонија и ЦЕПОЛ, со кој формално се регулира оперативната соработка меѓу Агенцијата на ЕУ за обука на полициски служби и Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Подпишавме и меморандум за разбирање меѓу Центарот за обука при Министерство за внатрешни работи на Република Македонија и Полициското училиште за спроведување на законот Сегедин за соработка во областа на заедничките обуки. Односно реализација на заеднички програми за размена на стручен кадар и студенти, размена на искуства и податоци, изработка на заедничка програма за обука и спроведување заеднички обуки и проекти поврзани со превенцијата. Изготвен е и утре ќе биде подпишан договорот
за реципрочно признавање на возачките дозволи со Босна и Херцеговина, а во завршна фаза е и договорот со Германија. Една од основните заложби е државата да има лојална полиција. Но затоа пак мора да имаме почитувани полицајци. Времето на трошење на буџетски средства за луксузни ручеци и вечери заврши. Намаливме отрошоците за репрезентација, обезбедивме средства за полицијата, започната е постапка за набавка на 7000 специјални чизми, джемпери, чевли, зимски виндјакни, летни и зимски кошули, капи, ремени, зимски панталони и издолништа, униформи за летечкиот персонал, униформи за припадниците на единицата за специјални задачи. Полицајците една деценија немаат добиено нови униформи, чевли, кошули. Поразителен факт кој не смее никогаш повеќе да се дозволи. Во теки набавка на канцеларијски мебел, со кој ќе се опремат полициските станици во Ѓорче Петров и Егуновце, како и секторот за прекршоци и секторот за странци на секторот за внатрешни работи Куманово. Набавивме 400 компјутери кои неделава ќе бидат расподелени по полициски станици и на тој начин ќе се санира овој проблем. Наредниот месец ќе бидат набавени над 40 возила, со што ќе се санира дел од недостатокот на возилата. Согледувајќи ја нужноста од поголемото превентивно действување на полицијата, а согласно анализите за гарантирање на јавен ред и мир, Министерството распиша оглас за вработување на нови 500 униформирани полицајци. Пријавувањето е завршено, но имајќи предвид дека изборниот процес за локални избори 2017 е започнат, процесот на селекција на кандидати ќе започне по завршувањето на изборите. Ова е со цел да се спречи на било каков начин овој оглас да се злоупотребува во партиски или политички цели. Во овој период од 100 дена се водеа криминалистички истражувања од повеќе области на криминал, недозволена трговија со дрога, криумчарење мигранти, финансиски криминал и корупција, насилниот и сериозниот криминал, при што реализирани се дел од истрагите, додека во дел од нив активностите продолжуваат. Како резултат на преземените мерки во овој период од 3 месеци на подрачјето на Република Македонија е намален бројот на регистрирани кривични дела за 7% во споредба со истиот период од минатата година. Безбедносната состојба во државата е стабилна. Бележиме значително намалување на бројот на прекршоци од 14%. Според сите оценки, МВР одлично ја заврши работата и преорганизација на прославата на Илинден и преорганизација на суперкупот на преварот меѓу Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид, што беа два настани од исклучително висок безбедносен ризик. Овој период во рамки на мерките за сузбивање на организирани криминални групи, меѓу кои беше и сузбивањето на 23-члената криминална група инволвирана во криумчарење на мигранти. На подрачјето на Републиката се извршени 5 убиства, од кои расветлени и документирани се 4. Преземените активности во борбата против недозволената трговија со наркотични дроги резултира со заплена на околу 240 килограми разновидна наркотична дрога, што представува 6-кратно зголемување на количините во споредба со минатата година. Сакам да потенцирам дека во изминатиот период имавме плодна меѓународна полициска соработка, која е од исклучителна важност пред се за ефикасна борба во сузбивање на организираните криминални групи. Оваа соработка се одвиваше најчесто со земјите од регионот, но и со подалечни држави, а размената на криминалистичко-разузнавачките информации, оперативните состаноци, проверки и слично се одвиваат преку агенциите за спроведување на законот, како што се Интерпол, Европол, ДЕА и офицерите за врски на земите. За одбележување е соработката за размена на информации во делот за недозволена трговија со дрога со турската полиција, полицијата на Косово, со представниците на италијанската и швајцарската полиција. Во насока на интензивирање на досегашната извонредна соработка во делот на интегрираното гранично управување, од исклучително значаен придонес е добиената донација од 1 милион евра од владата на Република Чешка, наменета за материјално-техничко оправување на граничната полиција. Министерството за внатрешни работи значително ја зголеми и транспарентноста кон граѓаните и медиумите. Уште во првите 100 дена, по моето доаѓање на оваа позиција на вработените во МВР и особено на одделот за односи со јавност им беше укажано дека мора максимално да ја зголемиме транспарентноста и отчетноста, која што за жал во изминатиот период беше на едно пониско ниво. Соработката со медиумите ни е еден од главните приоритети и сите информации треба да бидат навремено достапни до нив, се со цел да имаме и взаемна соработка, и координација, и меѓусебна доверба, а со тоа
да влееме доверба и помеѓу полицијата и граѓаните на Република Македонија. Министерството за внатрешни работи отскоро е присутно и на социјалните мрежи, каде се споделуваат информации од работата на Министерството. Максимално сме отворени за соработка со медиумите и јас како министер ќе ги прифаќам и понатаму сите понуди за интервјуа, а чести пресконференции и брифинзи се уште еден од начините да се постигне целта – максимална транспарентност и отчетност на МВР. Ви благодарам за вниманието.